Здраво и добродојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе решаваме задачи за количество супстанца. Сега, пред да ги решаваме, накратко ќе објасниме што е всушност количество супстанца, што е молекулска маса, што е атомска маса, односно ќе пробаме да визуализираме што е тоа. Зашто ако едноставно разберете што пресметуваме, ќе биде многу полесно, наместо цело време да идете по формули. Добро, да започнеме. Значи, знаеме дека атомите имаат јадро, така, во тоа јадро имаме протони и имаме неутрони. И одоколу имаме електрони, ќе бележиме со E-, кои си вртат во орбитали. Сега, измериле експериментално колку е масата на еден протон, значи масата на еден протон, ќе речеме дека е X, дали тоа е килограми дека биде, X килограми, нема да ги запишувам вистински вредности, бидејќи не се толку битни. Масата на еден неутрон, бележеле дека е, например, Y килограми, и масата на еден електрон е, например, Z килограми. Значи, тие тежат нешто. Сега, да земеме еден атом, во овој случај ќе го земеме атомот на C12, односно на јаглерод 12, кој што во јадрото, вака всушност да го направиме малце поголемо, во јадрото на тој атом имаме 6 протони, 6 неутрони и имаме 6 вакви електрони кои вртат околу него. Така, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6 електрони. Така? Сега, знаеме колку тежи еден протон, и знаеме колку тежи еден неутрон, и знаеме колку тежи еден електрон. Значи, кај јаглерод, во тој случај, ќе имаме 6 по X, така? Ќе имаме 6 по Y, и 6 по Z, односно овие вредности. Така, значи 6 по X, 6 по Y, 6 по Z, бидејќи имаме 6 протони, 6 неутрони, 6 електрони. Така, значи ова ќе биде, например, масата на сите протони кои се наоѓаат во јаглерод, ова ќе биде масата на сите неутрони кои се наоѓаат во јаглерод, масата на сите електрони кои се наоѓаат во јаглерод. И ќе добиеме некои си вредности, кои ќе забележиме како X', дека ќе добиеме Y', и ќе добиеме Z'. Сега, за да добиеме вкупната маса на еден јаглероден атом, значи сега сакаме да добиеме масата на еден C атом, C12 атом. Всушност ќе ги собереме сите овие. Така, значи тоа ќе биде X' плюс Y' плюс Z'. Така, и да речеме дека тоа е еднакво на некој си број кој ќе го забележиме W. Така. И сега всушност знаеме дека еден C атом, така, еден C атом, C12 атом е еднаков, мислам тежи на некоја си вредност W килограми. Добро, сега знаеме колку тежи еден C атом. Сега, ако земеме еден сад, така ќе кидам малку полеле, да речеме земеме еден сад и го исполниме со јаглерод кој ќе го напишам ко сива супстанца, така го наполниме со јаглерод C12 и го ставиме на вага, така да примеме, да речеме дека овде има една вага. Вака го ставиме на вагата. И вагата ни каже дека овдека во садот имаме, нормално ќе го истарираме за да не го мериме самиот сад, имаме 12 грама супстанца. Че знаеме дека во овој сад имаме 12 грама. Сега, да видиме, се сакаме да дознаеме колку атоми, значи колку атоми има. Така, колку атоми имаме? Знаеме дека имаме 12 грама субстанца, ама колку атоми има? Па ако знаеме дека имаме 12 грама, ќе забележиме 12 грама поделено со тоа колку тежи еден атом. Што во овој случај ние забележивме дека тоа е еднакво на некоја си вредност W. Така да речеме W и ќе ставиме вредност грами. Или пак, зашто реков претходно дека во килограми, можеме ова исто да го запишеме како 0,012 килограми врз W килограми. Така, од кога тоа ќе го направиме, всушност ќе видиме колку атоми имаме во 12 грама од C12. Нели, нормално, ова може многу лесно да видиме дека стварно е тоа, зашто, например, овдека кога ставивме вредноста например 0,001, во тој случај ќе имавме 12 атоми. Така.
но имаме некоја си вредност W и всушност бројот на атоми во 12 грама или 0,012 килограми јаглерод 12 искачат дека е 6,022 по 10 на 23. Значи тоа е бројот на атоми, тоа е значи број на атоми кои ги имаме во 12 грама, значи број на C12 атоми кои ги имаме во 12 грама од C12. Сега, кога го направиле тоа, рекле овој број нас ќе ни биде стандард. Така, значи, спрема овој ќе ги мериме другите бројот на атоми на другите супстанции. Така, значи ова ќе ни биде еден стандард и ова е всушност авогадровата константа која бележиме со Na, овој број. Но овој број исто ќе речеме дека е еднаков на 1 мол. Така, значи ова е еднакво на 1 мол. Без разлика која супстанца е, дали некоја молекула или атом. Ако имаме толкав број на молекули или атоми, викаме дека тоа е 1 мол од супстанцата која мериме. Така, значи без разлика овдека што и да имавме. Ние ставивме C12, но ако ставивме некоја си потешка супстанца, например, ја наполнивме повеќе или како и да е, тука ќе ни даде некој број, не знам, 40 пример. И 40 всушност го поделиме со тежината на кој да е оваа вилетовата субстанца, ќе го добиеме и да речеме дека од вилетовата субстанца сме ставили 1 мол и добиеме 6,022 по 10 на 23, тогаш знаеме дека имаме 1 мол од таа субстанца. Добро, ај само ова да го избришам. Не буни овдека. Добро, сега. Ова го земале ко за стандард. И сега рекле дека 1 мол е овој број, а ние бидејќи го пресметавме за јаглерод, тоа значи дека атомската маса, релативната, бидејќи се взимаат некои броеви, како ги заокружуваме на цели броеви, за да имаме некоја си полесна пресметка, бидејќи не ги земаме ептено скроз многу далечни децимали, така да релативната атомска маса е еднаква на 12 грама на мол. И ова, ако збориме, всушност да избришам, да го се поправам, релативната атомска маса на C12 е всушност еднаква на 12 грами на мол. И тоа нормално дека така ќе биде, бидејќи они измериле 12 грами и лекторе колку што се 12 грами, толку е 1 мол. Сега спрема тоа ќе мериме за другите субстанции. Сега, релативна атомска маса на сите субстанции, ние нема да знаете на памет, него ја пишува на периодниот систем. Така, значи за секој елемент ја пишува AR колку е, така всушност тоа е бројот кој се наоѓа во горниот десен агол на субстанцата. Например, AR за кислород е еднакво, односно приближно 16 грами на 1 мол. Бидејќи кислородните атоми се поголеми од тие на на јаглерод. И нормално ако имаме толкав број на кислородни атоми и толкав број на јаглеродни атоми, нормално дека кислородните атоми ќе тежат повеќе, бидејќи се поголеми атоми. Например, ако ја земеме релативната атомска маса на злато, АУ, таа е приближно еднаква на 196,9 грами на мол. И овие сите се вредности кои ги пресметали, односно ги запишуваат на периодниот систем, бидејќи не можеш ти дома сам да ги пресметаш, ти треба софистицирана опрема и затоа сите се запишени во вака табела и после ти можеш да си ги користиш. И нормално 1 мол од злато ќе тежи уште повеќе, бидејќи атомите на злато се огромни атоми. И ако имаш 1 мол од нив, така 1 мол атоми, нормално дека ќе тежат повеќе. Сега добро, сега разјаснивме што е всушност релативна атомска маса. Сега што е релативна молекулска маса? Значи тоа го бележиме со МР. Релативна молекулска маса е истото на некој си начин, само што за молекули. Така, например, имаме H2O. Така, ова всушност тоа што представува е еднакво на AR на H, два пати по тоа, бидејќи имаме два водородни атоми, плюс AR на O. Едноставно се собираат атомските релативни маси
и така се добива молекулска релативна маса. И сега ќе запишам само две формули кои ќе ни се најдат понатаму во решавањето на задачите. И од овие две формули може да се изведат и други формули. Значи, свативме дека n, значи со n бележиме мало n, количество субстанца, која количество субстанца меревме моли, каде што 1 мол, така 1 мол беше еднакво на 6,022 по 10 на 23 молекули. Значи, дадено количество субстанца всушност ќе биде еднакво на масата на таа субстанца поделено со атомската или молекулската релативна маса. Ајде ќе забележиме, зашто најчесто ќе определуваме за некои молекули, релативната молекулска маса на некоја си молекула X, значи овдека исто ќе ставиме X, и ово всушност ќе биде исто X. Значи, количеството субстанца кој го имаме од дадена си субстанца, ја мериме масата на таа субстанца и ја делиме со всушност незината релативна молекулска маса. И всушност ова е мол е еднакво, овдека горе ќе имаме грами, најчесто мериме грами, иако стандардна е килограми, но во грами е поедноставно. Ставиме грами и релативната молекулска маса е грам на мол. Веќе релативната молекулска маса беше колку грами имаме во 1 мол. За јаглерот тоа беше 12. Така. За други субстанции е друго. Видовме овдека десно. Сега. Тоа се дели грам на мол, грам со грам дали ќе се скрати и ќе си остане само мол. Добро, сега, од кој имаме таа формула, ево вие нека си останат мерните единици. Од кој имаме оваа формула, всушност не се произлегуваат и сите други. Така, ако имаме n еднакво на m мало врз mr, во тој случај можеме да дознаеме на што е еднакво m мало. m мало е еднакво всушност на колку количество имаме по колку грами тежи 1 мол. Така, mr или ar. Зависи дали мериме молекули или атоми. Исто може да се изведе и формулата за mr или ar. Таа ќе биде еднаква на масата од дадената субстанца поделено со количеството кое го имаме. Значи вие може да се запамтите само една формула и после не се изведуваат другите. Најлесен начин за изведување на една формула од некоја си друга е да си ставите тука некои едноставни бројки. Например 10 е еднакво на 50 делено на 5. И сега например мене ако ми требаше 50, така ако ми требаше 50 што е било m, така ја ќе го запишам дека 50 е еднакво на 10 по 5. Така, и тоа го направив. На тој начин се изведуваат формулите. Мислам, лесен начин да се визуализирате. Ако имате една формула, како да ги добиете другите. Бидејќи вие треба само една памтите и после со овој концепт на проста математика што ви реков, само ставите се 10 еднакво на 50 врз 5. Така и можете да си ги добиете другите две формули. Добро. Сега ќе запишам само уште една формула. Не сум сигурен дали ќе ја користиме, ќе видиме. Која е всушност дека n е еднакво на v врз vm. Сега само да објаснам. Експериментално е покажано дека во даден волумен, кој е волумен од 22,71 дециметар кубен, во толкав волумен секогаш зафаќа 1 мол од која било субстанца. Така, значи 1 мол од која било субстанца X секогаш зафаќа толкав волумен. 22,71 дециметар кубен. Сега кога знаеме дека толкав волумен дадено n од која било субстанца секогаш зафаќа, изведуваме нова вредност која нарекле vm, која е еднаква всушност 22,71 дециметар кубен мол. И тоа се нарекува моларен волумен. И повторно оваа равенка горе што ја запишав, можете да се изведете и други равенки. До сега нема тоа да го правиме, но сега само ќе преминеме на решавање задачи. Зашто до сега ова беше вовед за количество субстанца, моларна маса, атомска маса и така натаму, бидејќи
како што реков, мора да го сватите ова сушност што се случува, со цел да биде полесно понатаму, така. Зашто ако само памтите вакви формули, а не сваѓате што всушност значат, него си памтите формули, да најавите задача, побарате што ви се бара и само ја барате потребната формула и си ја вметнувате и се решавате. Значи така многу брзо ќе заборавите како се решаваат задачи. Ако сватите што всушност се бара, тогаш ќе биде многу полесно. Добро, сега ќе решиме првата задача, која ќе биде всушност пресметување на релативна молекулска маса. И сега за ова потребен ви е периоден систем. Може да си користите на интернет некоја си симнете, или ако имате на тест, може би ќе ви биде дадено ако користите периоден систем, може да ќе ви бидат запишени вредностите на самиот тест, зависи. Добро, започнеме. И ќе почнеме, пишеме прва задача, каде што всушност се бара да одредиме релативната молекулска маса на дадени соединенија. Запишав X и сега ќе запишеме, значи да одредиме на P2O5. Ајде ќе запишам да не тече време за џабе. Еве запишав неколку соединенија и да започнеме. Значи релативната молекулска маса на P2O5 всушност е еднаква на 2 по релативната атомска маса на фосфор, така плюс 5 по релативната атомска маса на кислород. Така, тоа всушност е еднакво на 2 по, и сега идеме одгоре да прочитаме на колку е на фосфор. На фосфор е 30,94, значи овдека ова го читам, 30,94, а на кислород е 16. Што ќе биде 2 по 30,9 плюс 5 по 16. Сега вие би сакале да ги земете целите вредности, примерно 2 или до 3 децимали, со цел да имате по-точна пресметка. Но сега не е тоа толку битно, едноставно за да го видиме концептот на работа, и ова кога ќе помножиме и средниме, излегува дека е 141,8. Значи ова ќе биде толку грам на мол, бидејќи пресметуваме релативна молекулска маса. И нормално сите овие од дека ова е 30 грам на мол, ова е грам на мол. Така, добро, дај ќе избришем овие. Значи нема да запишам грам на мол, се подразбира. Усвари, да, само на крајот ќе запишам. Значи ја бидејќи не ги земав до крај, до некоја си по долга децимала, него ги земав на прва децимала, добив оваа цифра, но всушност ако видите на Google ќе ви рече дека е 141,94. Така ако земеме некоја си поточна пресметка да направиме, но добро, тоа е окей. Да идеме сега за втората субстанца. МР на бариум сулфат. SO4. Тоа е еднакво на релативната атомска маса на бариум. Така, плюс релативната атомска маса на сулфур, плюс релативната атомска маса на кислород, само што, дека всушност ќе ставиме ова целото, нека биде овој дел по 4. Така. И сега идеме еднакво. Тоа искача на бариум е, кај бариум тука беше лево, 137, што е 137 на сулфур. На сулфур е, добро, дека си имам со мене периоден систем, 32, добро, приближно 32, нормално, како што реков, вие ќе си земете подочни цифри, и на кислород видовме дека е 16, плюс 16 по 4. И овако го пресметаме, излегува дека е околу 233. 233 грам на мол. Добро, да идеме на наредниот пример. Сега изгледа малце по-комплицирано. МР на магнезиум сулфат септахидрат 7H2O. Тоа е еднакво. Сега, имаме еден атом на магнезиум, добро, ќе запишеме AR на Mg
Ова вака не мора да се запишам, можете директно да си ги внесувате вредностите, но ова го запишам колку да ви биде јасно што правиме. По плюс АР на сулфур, добро. Сега, плюс, ќе ставиме АР на кислород и да видиме колку кислородни атоми имаме. Имаме вдека имаме 4, да земам друга боја. Вдека имаме 4, а вдека исто имаме 7 по 1, што всушност е 7, 4 плюс 7, тоа е 11. Така, значи по 11. Пак да си земам фиолетова, си продолжиме. Плюс АР на водород. И колку водородни атоми имаме? Имаме 7 по 2, односно имаме 14. Така, значи по 14. И сега да продолжиме, тоа ќе биде еднакво. Сега ќе го пренесам дека доле. АР на магнезиум. Тоа е, да го најдам, 24. 24 плюс на сулфур, тоа е 32. Плюс на кислород е 16, но бидејќи умножиме по 11, тоа ќе биде 176, ќе нели 10 по 16 160, плюс 16 176. Плюс на водород е 1, 1 по 14 е 14. И тоа ќе ни даде збир од 246 грами на мол. И последниот пример ќе го оставам за вас да си го решите. Али решението на последниот пример, само ќе го запишам. МР на добро таа субстанца таму, последната која е еднакво на 666,5 грами на мол. Не да ова да не ве буни како има по, например, молекула вода, тоа е кристалохидрат, значи ова е има молекула вода вградени внатре една молекула магнезиум сулфат, пример. Добро, ајде сега да решиме втора задача, која гласи да каде што ни вика да најдеме релативната молекулска маса или пак се нарекува моларна маса МР на некоја си непозната субстанца X. Така, значи тоа треба да го најдеме, тоа е еднакво прашалник. Додека дадено ни е дека одредено количество N кој е еднакво на 0,2707 мола од таа субстанца, од X, одговара на маса од таа субстанца X, која е еднаква на 17,34 грами. Една сега не прашува да го најдеме МР на таа субстанца. Односно не прашува да најдеме колку е 1 мол од таа иста субстанца. Така, че ова ќе биде X, односно нема биде X, бидејќи не збориме за непозната субстанца, ќе блежиме ова е непознато, односно ќе ставиме само еден прашалник. Сега, оваа задача која решиме по формула всушност е многу лесна, но да видиме вака логички како би изгледало. Така. Значи, ако не ја решавме по формула, од прилика да видиме од око колку би требало да биде резултат. Значи, ние сега нема да решиме точно, иако може да се реши точно и на овој принцип, ама ќе видиме од око колку би требало да е резултатот. И ова секогаш правите си во некој начин логички гледате задачата, за откако ќе ја решите, резултатот што ќе го добиете, знаете дека е точен. Бидејќи, например, сега ако добијам тука резултат некој, например, правам некој си пресметки и решавам кој знае што, и добијам некој број 30, така да напишам 30 грами и терам на втора задача. Така, ја одма треба да приметам дека тој не е точен резултат. Зошто? Бидејќи гледаме дека овде 0,27 мола е всушност приближно 1/4 од 1 мол. Така нели точно и се бара. Ако тоа е 1/4 од 1 мол, односно тоа е еднакво на приближно 0,25 или пак тоа може да се запише како 25%, нас ни се бара да најдеме колку е за 100%, така за 1 мол. А 25% ние кажаме дека е 17,34, значи за 100% приближно ќе биде 4 пати од тоа. Така, значи ова ако го помножам по 4, всушност ќе добијам овдека 4 по 10 40, 4 по 7 28, тоа е накај 68. Така и се и ово ако земам дека
0,34, да речеме, тоа е скоро 70. Ама ја направив предлог дека ова е приближно 25%, што не е 25%, него е всушност 27%. Така што ова дека не е 3, не е 4, него е 3, не знам нешто 8. Карикирам сега, значи не правам точна пресметка. Ама знам дека бројот што ќе добијам треба да биде некаде околу 6 и нешто, така 60 и нешто. Значи треба да добијам некој број кој ќе биде околу 60 и нешто. И така ќе направам грубата пресметка од околу, онака што си викам, на прв поглед. И сега да видиме со формула како всушност би се добило. Знаеме дека формулата беше дека молекулската, односно моларната релативна маса, на некој си му рекол X, е еднакво сушност на M од X врз N од X. И сега само ако ги заменам вредностите, искача дека MR од X е еднакво на 17,34 грами врз 0,2707 мола. И тоа што ќе добијам е 64,05. Значи добивам 64,05 грам на мол. И гледам дека да, тоа е логично решение. Значи ми е точно. Сега сакам само да напомнам, значи кога ќе решавате која е било задача и кога ќе добиете некој си број, дали ќе решавате по формула или не е битно, видете дали тој број има логичка смисла. Значи ако добиете некој си број, не знам, 300 овдека, нема смисла да е толку. Така. Значи, сега добро, ова е многу проста пресметка, една формула е, но кога се прават подолги пресметки, така кога решаваш нешто една формула, па една формула на друга, па на трета и ваму таму, може многу лесно да се направи грешка. Така, и на крај да добиеш некој број што е сосема нелогичен, и тој број на крај што ќе добиеш, провери го дали има смисла. Ако нема смисла, некаде си направил грешка. Идеме сега на трета задача. Ја запишам овдека на страна. Задача 3. Која гласи дека имаме некоја си супстанца анисолод, значи анисолод, која има хемиска формула C6H5OCH3. C6H5OCH3. Сега, да пресметаме масата на 0,3707 моли од анисол. Значи, нас ни е дадено колку е N мало, дека тоа е 0, односно на масата на ова треба да го најдеме. Значи на 0,3707 мола од оваа супстанца, ние треба да најдеме M, колку е. А знаеме, сега ова може да се пресмета со периоден систем, но дадено ни е, за да не го правиме тоа, колку е MR на оваа субстанца. И сега наместо овдека, има една финта, да ви кажам, например, сега наместо пак да пишувам овдека C6, H5, и постојано, кога ја решам задача, постојано да го пишувам тоа, веќе некогаш ќе се сретнеш со огромни соединенија и сега секој пат треба да ги пишувам. Например, N од плюс M од и на крај ќе потрошиш цел ден. Наместо тоа да го правиш, уште на почетокот на задачата ќе си запишам дека ова ми е еднакво на x пример. И после лесно да запишам mr од x, така зашто сум ставил као правило дека ова е еднакво на x и после само x-от си го внесувам на местото кај што тоа треба да го внесувам, со цел да не губам време да го пишувам соединението постојано по 300 пати. Добро, тоа е еднакво. Значи ова, како што реков, може да се пресмета, но дадено ние кога не пресметуваме. Еднакво на 108,13 грами на мол. Значи, моларната, односно молекулската маса на ова соединение е 108,13 грами во 1 мол. Нас не прашува колкава е масата, така колкава е масата ако имаме толкаво количество. Сега повторно може да тргнеме логички, што ќе биде дека 1 мол, така 1 мол, или пак тоа може да го запишеме како 100%, е еднакво на 100, или вака, не е еднакво, него ќе ставиме со стрелка, тоа е еднакво на 108,13 грами. Така, и нас не прашува 0,3707 мола, што е всушност
37,07%, тоа на колку ќе биде еднакво. Така, прашалник. Одолку ако видам, значи треба да добијам околу 1/3, приближно, нели 1/3 од тоа, така, што би било накај 30 и нешто. Само што не е баш 1/3, така што некој во високи 30, можда 40, така. Значи, ајде сега да пресметаме колку всушност е тоа. Така што од формулата, која нели ја знаеме, само земам друга боја, нели знаеме дека n е еднакво на m врз mr, односно тоа ќе изведеме дека m мало, тоа што ни се бара, е еднакво на n по mr. Така. Сега можеме само да замениме, односно m од x е еднакво на n од x, тоа што ние спрема кој треба да одредиме, по mr од x. И сега ако ги замениме од дека, всушност ќе добиеме, да земам друга боја, дека тоа е еднакво на 0,3707 мола по ова беше 108,13 грами на мол. Мол и мол ги скратиме. И всушност се добива дека m од x од таа субстанцата е еднакво на 40,08 грами. Дали овој резултат има смисла? Има смисла, значи најверојатно е точен. Направивме секако што треба. Не морам да се навраќам назад. Отприлика е точен, да си продолжам, значи е наредна задача. Сега ќе видиме еден друг начин на кој би можела оваа задача исто да се реши. Например, знаеме, реков дека 1 мол, односно 100% еднакво на толку. И ти сега можеш да си земеш, значи сега ќе ја решам на друг начин. Ќе земеш 108, така, заприка 13, ќе го поделиш со 100. Зошто го делам со 100? Едноставно за да видам колку е 1% еднакво. Така, и сега добивам дека 1% всушност е еднакво на, тоа ќе биде, ја поместувам запирката на 2 на лево, тоа ќе биде 1,0813 грами. Така, значи 1% всушност ќе биде еднакво на тоа, односно 1% е 0,01 мол. Но добро, не мора да го запишам 0,01 мол. И сега ако знам колку е толку 1%, а треба да најдам колку е 37,07%, овој број, всушност, може сега да го помножам по тоа, значи 1,0813 грами, ќе го помножам по 37,07 и да видиме што ќе се добие. Се добива повторно 40,08 грами. Значи ја решив истата задача на два различни начина. Така на овој тука доле како по формула и на овој лево едноставно по некоја си логика, не морам да користам формула. Сега некои професори може да ви бараат мора со формула, иначе ваму таму, но некој не. Значи како сакаш решиш си ја, едноставно да ти е точна. Така што прашате си го професорот, нели, дали е дозволено вака, уште кога ставам предавања, или пак ја мразам кога некојаш некој професор ќе ми даде ептен цели бројки и се пресметувам многу лесно, пример дека ако беше 25, така, ова дека беше 100, пример, и ја не морам ништо персонално да правам, само ќе ставам 100 делено на 4 еднакво на 25 и готово, и јас само ќе си го запишам 25 тука и ќе си заминев. За професорот ќе те праша, од кај знаеш дека е 25 и тоа се гледа од авион дека е 25, ја не морам ништо да пресметувам. Ама добро, некој нека така што прашете си дали е дозволено или важно е само резултатот и така. Добро, ајде сега да идеме на четврта задача. За некоја друга боја, да запишеме четврта задача, која гласи вака. Колку мола се содржат во, значи нас ни се бара N, значи N на алфа каротен, значи N од алфа само ќе запишеме, N од алфа каротен се содржат во маса, така значи ова ни е непознато, се содржат во маса од алфа каротен, која е 0,755 грами. Значи имаме 0,755 грами, колку мола имаме таму, ако се знае дека исто молекулската, односно моларната маса од алфа
каротен е еднаква на 536,89 грами на мол. Нормално со сите задачи, значи вие можете да пробате да си ја решите уште пред ја да решам. И да започнеме. Значи првично, повторно, логично, 536,89 грами имаме во 1 мол. Така, нас не прашува колку грами имаме, значи тоа, односно колку мола имаме во 0,755 грами. Така, колку мола? Сега, например, ако беа овдека, пример, ако беше ова 500, а ова беше 1, тогаш многу ќе беше лесно. Всушност е 1 делено на 500, така? И всушност 1 мол делено на 500 и ќе се добиеше 1/500 од мол. Сега, ако е толку очигледно која е 501, всушност исто се случува и со овие бројки. Едноставно треба 0,755, така, значи, ќе дам со жолта, треба 0,755 грами да го поделиме со 536,89. Тоа што се добива е всушност 0,01406 мола. Сега, одека всушност ми фалиаха грам на мол, и грам со грам ќе се скрати, ќе остане мол. Сега вака е добро, ја решивме логички, но всушност истото се запишува и кога ја решуваш според формула, бидејќи формулата е, вака сега ќе идеме дека со формула, всушност n е еднакво на m мало врз mr. Така што истото ќе се добие како овде. Иако овде всушност ја решивме спрема некој логички начин, но истото се добие и со формула. Бидејќи формулите се изведени од логика, ама некогаш е проблем да ги памтите на памет. Добро, да идеме сега на пета задача. Уште подоле. Земам, нека биде кафена боја. Идеме пета задача, која гласи колка во М ни треба од кортизон, М од К, така не знаеме колку ни треба, со цел да добиеме N мало, односно количество од кортизон, кој е еднакво на 2 милимола. Така, додека дадено дека МР од К од кортизон е еднакво на 360,46 грами на мол. Сега има една сврка, каде што М всушност треба да го изразиме во килограми. Сега, што е милимол? Милимол е всушност илјадити дел од мол. Така, значи 1 милимол е еднакво на 1 врз 1000 мол. Така, значи 1 милимол е илјадити дел од мол. Така што 2 милимола всушност е еднакво на 2 по 1 врз 1000, што е еднакво на 2 врз 1000, или пак е еднакво на 1 врз 500. Тоа се е исто. Но, ова ќе го избришам. Ова дека всушност можеме да го запишеме дека и на друг начин. Односно не биде вака со дропка, него нека биде со децимали. Ова можеме всушност да го запишеме дека 1 милимол е еднакво на 0,001 мол, додека 2 милимола се еднакво на 0,002 мола. И сега нас не прашува колка во М ни треба со цел да имаме 2 милимола, односно да имаме 0,002 мола. И сега да го избришаме ова се на зелено и да пресметаме. Каде што идеме по формула првин. Знаеме дека првин не се замарите за овие килограми овдека. Така, значи првин го конвертиравме ова милимол во молови, бидејќи МР не е во молови. Така, нормално можете МР да го конвертирате во милимолови, а N да не го конвертирате, но полесно е ова да го конвертираме наместо ова да го конвертираме. И затоа N го конвертирав првин во молови, а килограмите на крај ќе ги направиме.
И да видиме. M од K е еднакво на N од K по MR од K. Тоа е всушност еднакво на 0,002 мола по 360,46 грами на мол. Така мол и мол ќе ги скратиме и тоа всушност добиваме дека е еднакво на 0,72 грами. Значи ни треба толку грами, ама нас сега не прашува колку килограми всушност ни треба. Ние го добивме во грами, да го претвориме во килограми. Знаеме дека 1 килограм е еднаков на 1000 грами, така што за грамите да идеме во килограм, треба ова да го поделиме со 1000. Значи ова делено на 1000 е еднакво на 0,00072 килограми. Или ова може да се запише со научна нотација, тоа е 7,2 по 10 на минус 4 килограми. Сако не знаете научни нотации, не е битно, може да си го запишете како горе со децимали и тоа исто би било точно. Сега, овдека, како што можете да видите, имаме конверзија на единици. Значи, првин, тоа што го направивме, е милимолот, го конвертиравме во мол. Така, значи милимолот го конвертиравме во мол, или пак можеше молот да го конвертираме во милимол. Така, не е битно, обично се прави тоа што е полесно, но важното е сите единици да не бидат исти кога правиме пресметка. Така. Сега некои единици, например, ги конвертираме на крај. Сега можевте ова да го конвертирате во килограм и ова да го конвертирате во мол и од еднашка одма ќе го добиевте ова. Така. Но ние првин го добивме во грами, па после грамите ги конвертиравме во килограми, зашто така е поедноставно. Сега само ќе покажам уште еден начин на кој би можела да се реши оваа задача. Односно, ја претходно реков дека 1 милимол е еднакво на 1/1000 од мол, дека 2 милимола се 1/500, 1 врз 500 моли. Така, значи 2 милимоли се ова, 1 милимол е ова. Или пак како ова доле. Така. Сега, ако тоа е така, всушност можеме ние да земеме ова 360,46 грами на мол, да го поделиме, бидејќи толку е 1 мол, да го поделиме со 500, али всушност, ако сакаме и од грамите да ги направиме во килограми, ова 500 ќе помножиме по 1000, така што ќе добиеме 500.000, и ова кога ќе поделиме со 500.000, добиваме 0,00072 килограми. Сега ова е како алтернативна пресметка, не мора вие така решавате, значи вие решавајте си како што ви покажав со формула. Но повторно само сугерирам дека не постои еден начин да се реши задача. Вие можете да вртите случаите, да решите од различни начини. Можете се да направите у проценти, по процентите да ги вртите, па ваму таму. Ова е кога ви покажам онака, ако заглавите на една задача, пробајте другше да ја решите. Така, пробајте некој по логичен начин, не мора да биде стрикно по формула. Добро, сега ќе решиме уште една ваква слична задача и после ќе решиме две кои се покомплицирани, тоа ќе биде за овој вид задачи. Значи шеста задача која гласи дека да определиме моларната маса, значи треба да го најдеме MR од некоја си непозната супстанца X, за која се знае дека M од X кој е еднакво на 24,37 грами одговара на N од X кој е еднакво на 0,3007 мола. Ако решиме спрема формула, тоа ќе биде прилично едноставно, односно MR од X е еднакво на M од X врз N од X, односно еднакво на 24,37 грами врз 0,3007 мола. Тоа е еднакво на 81,04 грам на мол. Сега повторно има повеќе начини на кои може да се реши, може вака со формула или пак ако не ја памтите формулата, може да си речете дека 24,37 грами одговараат на 0,3007
мола, колку одговараат, односно, да, колку одговараат на 1 мол. И сега, нели, можете онака со некоја друга математика решавате, или пак, сега ова е ефтен безпотребен метод, ама, на пример, можете речете дека ова е 30%, така што ова ќе го земете, 24,37, ќе го поделите со 30 и ќе добиете дека 1% всушност е еднакво на 0,812. Сега дека не земав дека ова е 30,07%, всушност, ама нема врска, значи правам приближна пресметка. И сега кога знаеш дека тоа е 1%, само го множиш ова по 100 и добиваш дека тоа е 81,2. Сега ако земев дека да ставев запирка 0,7, всушност се добива точно, се добива 81,04. Значи точно се добива, едноставно ја за побрзо да направам. И ова нели ќе биде грам на мол. Сега една работа што не спомнав горе кај минатата задача, нели имавме милимол, имавме килограм, грам и мол. Сега, например, ако сте на факултетско ниво или па и средно, може, сега дека ме беа дадени 3 вредности со некои си барања, но например може да се дадени огромен број работи. Значи 1, 2, 3, 4, 5. И поентата е сите да ти бидат во различни мерни единици, така? Ова да биде килограм, ова дека биде грам, ова ќе биде милимол, ова ќе биде мол, ова ќе биде центиметри кубни, ова шестото ќе биде милилитри, или едното ќе биде, тоа е добро, тоа е исто, ова ќе биде литар. Па сега, например, ти треба да си мислиш дали литарот да го конвертирам во дециметри кубни, па го конвертирам во центиметри кубни, дали центиметри кубни ја ги конвертирам во дециметри кубни, па во литар, дали милимолот да го конвертирам во мол, или пак молот да го конвертирам во милимол, дали килограмите ги конвертирам во грами, дали грамите ги конвертирам во килограми. Така што се да добиеш едни исти единици. Значи, може да се компликува многу задачата, значи да се направи, да се решава многу долго, бидејќи ќе има многу конверзии. Ајде се нека си стојат овие. Сега ја немам направено видео за како се прават конверзиите, така што тоа некојаш може да види да ќе го направам. Ќе правиме некои конверзии додека ги решаваме задачи, но најчесто нема да имаат кој знае колку. Нормално овие сега се првите задачи, тие се многу лесни. Понатаму ќе има задачи со многу непознати, па ќе треба од едно место на друго, па ваму таму од една формула на друга на трета, со цел да стигнеме до крајот. Но овие конверзии мора да се знаат многу лесно да се вршат, така? Значи ако ги знаеш конверзиите ги правиш лесно, ќе ти биде многу полесно. Добро, ја решиме таа задача и сега ќе решиме две малце потешки задачи, каде што првата гласи вака. Значи сега ќе ставам овие како еден, со звездичка или нешто. Прва со звездичка. И сега задачата гласи да го пресметаме количеството N на јаглерод дисулфид CS2, така, и тоа да го изразиме во милимоли. Така, колко количество има на јаглерод CS2 во волумен, така, значи волумен во кој што се наоѓа тој газ. Добро, ќе го запишам, нема врска, иначе не треба да се запишува. Значи волумен, усади се запишува, да. Волумен на CS2 кој што се наоѓа, кој што е 0,005 литри. И при тоа густината на CS2 е еднаква на 1,260 грами на центиметар кубен, и ние треба да го најдеме N и да го изразиме во милимоли. Исто така, MR на CS2 е непознат. Значи треба ние да го најдеме. Добро, паузирајте си ако сакате да решите. И сега ќе ја решам. Значи пред да го најдеме MR, тоа е најлесно, ќе го искористиме периодниот систем. Јаглерод е 12, сулфур беше, изгледам само попрецизно, 32,06, само што да имаме две молекули на сулфур, значи по 2, и тоа е еднакво на 12 плюс
64,12, значи тоа е 74,12. Sorry, 76. Добро, 76,12. И тоа е толку имаме грами по 1 мол. Добро, дај сега некои други единици да ги средиме. Значи имаме волумен од 0,05 литри. Значи 0,05 литри, ако не знаете, значи 1 литар е еднакво на 1000 милилитри, така? Тоа значи 0,05 литри, што се 50 милилитри. Така ако замислите си дека овде има 0, и тоа се 50. Ова ќе биде 500, ова ќе биде 5 литри. Односно 5000 милилитри. 50 милилитри. Сега, 50 милилитри се всушност 50 сантиметри кубни. Тоа едноставно се знае, значи треба да знаете дека 50 мл се 50 сантиметри кубни. И тоа е тоа што треба да го направиме. Сега ние можеме повторно овдека ова да го претвориме во милимоли, но нема потреба, едноставно кога ќе го добиеме крајното решение, после ќе го конвертираме во милимоли. Грам ние со грам исто, така грам со грам ние исто. Значи може ви тоа да го ставам различно овдека да стае, дека имаме нешто со килограми, па ова ќе требаше да го конвертираме во грами за да биде исто со ова овдека. Но ајде, тоа е малку леснување. Иначе усреди требаше и така, ама ајде, готово. Ова сега може да се реши по формула, но првим да пробаме да го измозгаме. Ако? Значи имаме одреден волумен. Имаме одреден волумен V. И ќе вам запишам овдека, иако тој е тридимензионален. Така, значи тој е тридимензионален, зашто збориме за кубен, не збориме за квадратен. Ева, имаме одреден волумен V. Ќе направиме. Сега. Викаме дека тука имаме 50 мл, односно 50 сантиметри кубни. Добро. Сега, густината на овој газ, значи јаглерод дисулфат, односно дисулфид, е 1,260 грами на 1 сантиметар кубен. Сега тоа ќе uzemam со жолта боја, ќе обележам. Тоа значи дека во 1 сантиметар кубен масата е 1,260 грами. Значи во едно вака квадратче помалку е, бидејќи ова целото рековме дека е 50 сантиметри кубни. Така, а во едно квадратче 1 сантиметар кубен, гледате овдека. Значи во едно вакво мало квадратче, овдека вака го бележам, имаме 1,260 грами. Така, сега, ако имаме толку во едно квадратче, колку ќе имаме во целото ако вака го исполниме? Така, надолу ако го наредиме целото со квадратчиња и наваму ставаме и така натаму. Така, како ќе го пресметаме тоа? Бидејќи толку имаме во едно квадратче, едноставно знаеме дека целото е 50, едноставно ќе помножиме. Така, значи 1,260 ќе го помножиме по 50 и ќе добиеме дека всушност имаме 63, ќе забележиме со зелена боја, имаме 63 грама од јаглерод дисулфид внатре во овој волум. Значи имаме 63 грама. Значи овдека целото, ако обележиме како со молекули, имаме 63 грама, а во едно вакво, во 1 сантиметар кубен, имаме 1,26 грама. Добро, сега ја најдовме масата, значи ова е М. Така, ја најдовме масата која ја имаме во тој волумен. Чим ја најдовме масата, сега можеме многу едноставно да пресметаме, така. Знаеме дека N, сега може и ова да се мозга, ама нема потреба. Значи N, ајде повторно ќе бележиме, CS2 е еднакво на M од CS2 врз MR од CS2. Така, и овдека само ако замениме, тоа ќе биде 63 грами врз 76,12 грам на мол. Грам, со грам ќе се скрати и ќе остане само мол и N од CS2 ќе биде еднакво на 0,8276 мола. Сега, знаеме дека ние сега треба да го пресметаме во милимоли. Така ни се бараше во задачата. Знаеме дека 1 мол содржи 1000 милимола, или тоа е истото што преска зборевме 1 милимол
е всушност 1/1000 дел од мол. Тоа е истото. Добро. Сега, ние ако имаме, така малку се спуштам надоле. Ние ако имаме 0,8276 мола, всушност тоа значи дека имаме 827,6 милимола. Така, значи N од CS2 е еднакво на 827,6 милимола. Односно само го множиме по 1000. 1000 има 3 нули, затоа запирката се поместува за 3 места. 2, 3. Така, че на тој начин може да се пресмета. Сега ова ако пресметувавме по формула, всушност ќе беше дека N од CS2 е еднакво на густината на CS2 по волуменот од CS2 врз MR од CS2. Ама оваа формула вие не ја знаевте. Така, значи оваа формула не ја знаевме. Едноставно на некој начин ние ја формиравме сега формулата, така, од тоа што го согледавме, логично ја формиравме. Значи не мораш да ја знаеш формулата. Си нацртавме квадрат, видовме всушност како би изгледало и всушност можевме да пресметаме без да ја знаеме формулата. Ајде да решим уште една задача, оваа мислам дека ќе биде малце полесна, но сепак ќе прежиме 2 звездичка, која гласи дека диазот моноксид, че диазот тоа е N2 моноксид, еден кислород, се користи во хирургијата како хипнотик, колку волумен изразен во дециметри кубни ќе завземат, така, значи се прашува колку волумот од N2O во дециметри кубни ќе завземат одреден број на молекули, значи бројот на молекули од N2O, значи со N големо се бележи број на молекули. Така. Ќе завземат 7,34 по 10 на 20. Така, значи ако имаме толкав број на молекули од N2O, 7,34 по 10 на 20, колкав волумен ќе завземат? Тоа не прашува, ако рачуваме дека е при стандардни услови при 25 степени Целзиус, бидејќи температурата е многу битна. Сега, ние за да пресметаме колкав волумен ќе завземат, нас ни е потребно мало n. Треба да го најдеме мало n на N2O. Треба да го најдеме колку е. Зошто ни е битно, бидејќи знаевме, нели рековме дека 1 мол зафаќа 22, таму колку беше 30 и нешто, дециметри кубни, односно тоа беше нели ВМ го бележевме и затоа всушност V е еднакво на N по ВМ, бидејќи нели N беше еднакво на V врз ВМ и затоа V е еднакво на N по ВМ и ние треба да го најдеме V. Така, VM ни е познато, тоа е стандардно. И затоа треба да го најдеме N. Сега како ќе го најдеме N? N е количество супстанца. Сега колку мола имаме од N2O? За да најдеме колку мола имаме од N2O, ќе видиме бројот на молекули кои го имаме, 7,34 по 10 на 20, и ќе го поделиме со бројот на 1 мол, што е 6,022 по 10 на 23. Значи, толку молекули имаме во 1 мол, овдека имаме n број на молекули, нели што ни се дадени, и да видиме всушност колку мола се тоа. Тоа е еднакво на 1,22 по 10 на минус трета мол. Значи нема ни 1 мол, има многу малку. Сега, кога го најдовме n, можеме да идеме горе на горната формула, каде што V е еднакво на n по Vm, односно, ај сега само ќе замениме, V на N2O, всушност, ќе биде еднакво на 1,22 по 10 на минус трета, или, да не го запишуваме така, ќе си го запишеме 0,00122 мола
по 22,7 дециметри кубни. Значи ова е стандардна вредност. Реков, таа експериментално ја одредиле и си ја знаеме. Ова беше дециметри кубни на мол. Мол со мол ќе се скрати и тоа што всушност се добива е 0,0276 дециметри кубни. Значи токав волумен ќе завземаат токав број на молекули од N2O. Оваа задача ја ставив колку да искористиме таа формулата што ја ставив на почеток. Кај беше? Еве ја овдека. Така да ви ставив една формула и колку да искористиме нејзе, затоа ја направив оваа задача. Добро, се вратиме подоле малце. И така, тоа се задачите за ова видео. Значи решивме оваа последна задача, вклучуваше број на молекули, требаше да пресметаме. Мислам да направам повеќе задачи кај што ги пресметувавме број на молекули, мислам од даден број на единки и така натаму. Но сметам дека тие обично не се паѓаат на тестови, обично не се решаваат такви задачи. Добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.